Сите овие прашања ќе ги разговарам утрово со професор Лазар Јовевски. Добро утро и добре ни дојдовте уште еднаш. Добро утро и благодарам за поканата. Ете, ја начнавме темата од радо наутро. Генерално според она што можеме веќе да го видиме и да го препознаеме, би започнало од најмладата генерација, односно од студентите. Постојано сте во контакт со студентите како професор, што е она што го гледате вие на терен или во универзитетот? Па, навистина темата која што ја одбравте за денес и која што ја дискутираме пред граѓаните е актуелна, многу важна тема и тема која што се провлекува не само последниве години, туку тоа не прати од осамостојувањето од 91 година. Децениски проблем, децениско прашање кое што повеќе или помалку еволуира и флуктуира. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме одредени периоди, одредени сезони кога невработеноста позначително се намалува, периоди кога позначително се зголемуваше невработеноста, тоа е 90-тите години. Така да константно ние се соочуваме овде со една состојба која што го тишти нашето општество, да тишти економијата, ги тишти трудовите односи. Во однос на самите студенти, веќе 20 на години сум во универзитетот и со студентите непосреден контакт имам и знаете, многу често, би рекол, во последните 10 на години на секоја генерација поставам две клучни прашања и тоа правам една мини анкета од моја страна. Анкетата се однесува на две нешта. Првото е дали би заминале од земјата. Ги прашувам и вака, гледам, сондирам мислењето на генерацијата во која што предавам во таа година. И второто прашање е каде би сакале да се вработите, нели, кога ќе дипломирате, кога ќе бидете дипломирани правници. Што ви одговара? Интересни се одговорите. Прво бев малку зачуден, меѓутоа како поминуваат годините и го повторувам во секоја следна генерација истото прашање, сваќам дека повеќе или помалку во однос на овие две прашања кај студентите има константа, а тоа е дека во однос на првото прашање, дали би заминале и кој од вас би заминал, нели, драги студенти од државата, па повеќе од половина од студентите, негде околу 60 до 70%, зависи од генерација до генерација, креваат рака и размислуваат да си заминат. Во однос на второто прашање, дали односно каде би сакале да се вработите по дипломирањето, исто така одговорот е интересен, а тоа е дека повеќе сакаат во јавниот сектор. И тоа, тука процентот е значително поголем, негде околу 90% од присутните студенти во групата сакаат, а тоа се негде околу, да речеме, 60 на студенти кои што се константно редовно на предавања. Што велат, која е причината заради која што е одлучиле пред се јавен сектор? Па да, јас секогаш прашувам и зошто, нели? Одговорот и секогаш да има зошто. Интересно е што во однос на вработувањето во јавен сектор младите луѓе сметаат, особено во делот на правото, правниците, нашите студенти сметаат дека станува збор за област, за сектор каде што релативно повеќе се почитуваат правата од работен однос, каде што имаме релативно стабилна работна средина и услови кои што се објективно однапред познати, каде што вработениот знае на што е, додека на сигурно се. На сигурно, повеќе или помалку на сигурно. Додека во стопанството, веројатно од одговорите кои што ги добивам, зошто не сакате во бизнис секторот, зошто немате претприемачки дух, зашто мислите дека таму не е така добро, оние кои што сакаат да отвараат сами сопствени бизниси, дали е тоа адвокатска канцеларија или да се вклучат во некои компании или да отворат некоја лична компанија, личен мини бизнис да почнат и така натаму, или да се вклучат кај некои нивни роднини, можеби родители кои што веќе имаат бизнис, тие се охрабруваат и велат да, во бизнис секторот имам повеќе можности. Меѓутоа, останатите, огромен дел од студентите сметаат дека станува збор за област каде што барем досега правата од работен однос не се почитуваат, каде што имаме ситуации кои што се нестабилни, каде што лесно се добива отказ и каде што и кариерата е под знак прашање бидејќи немаат објективни мерила и критериуми за реално напредување. Меѓутоа, интересно е што и во јавниот сектор, и проучувајќи го феноменот на напредување наназад, повеќе децении, од 90-тите години па се до денес, ќе забележите и осцилации и таму. И таму не е идилична ситуацијата, односно не се спроведува оној систем на напредување кој што е систем на компетенции, на компетентност, на стручност. Туку гледаме одредени осцилации, флуктуации, каде што луѓето се жалат дека луѓе од оваа или од она причина се донесени на одредени повисоки работни места во јавни и државни институции, и тоа фрустрира и демотивира.
Секогаш да го имаме во предвид кога се наградува, особено во јавниот сектор кој што треба да биде сервис на граѓаните, кога напредува лице кое што во работната средина, во колективот меѓу колегите е познато како неработник, како лице кое што не е стручно, некомпетентно, конфликтна личност или слично, тогаш тој што го напредува таквото лице испраќа многу лоша негативна порака во самата средина, во самиот колектив, а тоа е дека не мора да си добар, не мора да си чесен, не мора да си стручен, доволно е да имаш одредени вакви или онакви контакти или не знам некои други критериуми кои што нели тој ги преценува раководителот за да напредуваш и да стануваш одреден функционер и тоа навистина бидејќи самиот работен однос јас го гледам и како еден жив организам. Тоа демотивира, фрустрира и создава еден впечаток да ете повторно доаѓаат некомпетентни луѓе кои што се на битни позиции, кои што не можат да одговорат на предизвиците на работното место, кои што не даваат добра работна услуга, би рекол, и кои што креираат одредена атмосфера која што е негативна во самиот колектив. Така да овие податоци кои што јас интерно вака со некои мои интерни анкети ги спроведувам секоја генерација меѓу студентите, всушност не отстапуваат многу од она што е реалната ситуација и кај поширокото општествено јавно мнение во државата. Така да ако видите статистиките повеќе или помалку се поклопуваат. Многу луѓе сакаат да заминат од татковината, многу луѓе повеќе се насочени кон јавниот сектор, кон бизнис секторот, но еве Тетекс поречи си 7 децени работа, вчера престана со работа. Некако тоа се 140 луѓе, 140 семејства каде што еден остануваат без еден вработен. Знаеме со 2 плати денеска е тешко да се преживее, не па со една. Видете, јас таа информација вчера дознав исто така преку медиумите и навистина не бев разочаран, но бев тажен, бидејќи станува збор за исклучително познат голем колектив кој што вработуваше на времето и повеќе од 7000 луѓе, значи од почетокот на 50-тите години кој што постои, да денеска еве дојде во една ситуација да се затвори, но знаете, во бизнисот, во работните односи, во трудот се е динамика. И многу се брзи економските текови кои што се случуваат сега на европско, особено на светско ниво. И ако работодавачите, бизнисмените, бизнис секторот не ги прати овие флуктуации кои што се толку динамични, многу динамични, тогаш навистина се соочува со предизвикот да пропаѓа бизнисот и еден ден нормално да го затвори. Особено во овој дел мислам и на дигитализацијата на работните места, дигитализацијата на трудот која што и тоа како е актуелна во рамките на Европската унија и огромни средства се издвојуваат во однос на дигитализацијата, но и во светот. Македонија толку не е зафатена со тој тип на дигитализација која што значи намалување, интензивно намалување на работни места. Напротив, ние се уште сме во тој дел малку понастрана, меѓутоа сето ова допрва не чека и нас, така да треба да ги пратиме процесите, феномените и да бидеме спремни за тоа што следува. Колку сме спремни? Еве, прашање би ми било, ако веќе зборуваме во таа насока, кои професии според вас во иднина веќе ќе почнат вака да исчезнуваат или пак еве ако не гледа некој млад не знам младо лице кој што не следи во моментов или пак има некој кој што треба да се запише на факултет или да продолжи со својата иднина, кој совет би могол да даде? Каде да се запиши? Што е иднината? Дали треба да внимаваме да кога носиме одлука не само што ни лежи, туку и да имаме предвид на пазарот на труд, што се бара на пазарот на труд. Ви благодарам за ова прашање, на вистина е клучното прашање кое што го поставивте. Станува збор за следново. Секогаш кога ме прашуваат, дали пријатели, дали луѓе кои што ќе стапат во контакт со мене, во која насока да се движам, како да се работам, каде да студирам или слично, па и на самите студенти на предавањата, секогаш укажувам на еден клучен аспект. А тоа е дека образованието, кое што ние од 5,5-6 години почнуваме да го абсорбираме, па се до 20 и кусур години, зависи кој како, ако оди некој на докторски и повеќе, аспект кој што покрај духовниот момент, кој што ни значи наше изградување, лична сатисфакција, образование, духовно наше и душевно растење, отварање на срцето, на умот, има и една друга компонента, многу важна, која што многу често ја забораваме кај нас, а тоа е да биде во сооднос образовниот систем со
пазарот на трудот. Од тука, секое лице, млад човек во земјава, кога се запишува на факултет, па и средно училиште, морат веќе да размислува, да има визија каде се гледа на пазарот на трудот. За да знаеш каде се гледаш на пазарот на трудот, се битни два момента. Првиот е твоите лични афинитети, желби и слично, а вториот момент е што пазарот на трудот, односно кои работни места во моментов, односно на среден и на краток рок, се актуелни и ќе се развиваат. Вие можете да сакате да студирате за пилот, меѓутоа треба да бидете спремни дека во македонски услови можеби ќе треба да напуштите земјата. Ако сакате да студирате на правен факултет, треба да знаете дека има 20 правни факултети на државата и дека конкуренцијата е огромна и дека треба многу квалитетно да се посветите на тоа студирање и дека релативно потешко можеби ќе имате предизвик во однос да најдете веднаш добро и високо платено работно место во оваа област. Меѓутоа, флуктуациите кои што се случуваат последниве 5 до 10 години во нашава земја укажуваат на тоа дека веќе имаме силен недостиг, дефицит на работни места, на работници всушност, за работни места кои што се во градежништвото, кои што се во медицината и доктори и медицински сестри, почнуваат, верували или не, и во текстилната индустрија да се менуваат работите, веќе оние кои што работат во текстилните фабрики, односно нивните деца, од источниот, јужниот дел, па и југозападниот дел од државата, не сакаат да ги наследат работните места на своите родители во фабриките текстилни низ земјава, односно гледаат својата перспектива или во некоја друга област, или надвор најчесто од земјата, па така да имаме еден комплетен екзодус во цели региони во државава. Источна Македонија и Источна Македонија така, меѓутоа немој да мислите само дека Источна Македонија и Западна Македонија, но навистина Источна Македонија има се соочува со голем предизвик на иселување, така што се смета според одредени статистички податоци негде околу 500 до 650.000 луѓе дека се иселени од Македонија. Тоа значи, тоа се индивидуи. Тие индивидуи во други земји веројатно стапуваат во брак, сформираат своји семејства, имаат деца и така натаму. Ако тие ги ставиме, зборувам за последниве две децени, ако останаа во Македонија, секако ќе голем дел од нив ќе има и семејства и деца и така натаму, така да кога ќе видите тоа не е само чиста бројка од 650.000, тоа е една бројка која што би требало да прогресира и доколку останеа кај нас, речиси се милион луѓе кои што ние ги губиме низ децениите, низ годините континуирано. Така да тоа е една огромна бројка за популација како што е популацијата во Македонија, зборувам за сите етникуми, за сите заедници кои што живеат, и македонци, албанци, турци, значи сите. Да, ова не е проблем што него сите одлив го имаат на луѓе. Да. Стопанските комори знаат кога веќе го отворивме ова прашање да алармираат на тоа дека имаат проблем со градежници, рудари, столари, бравари, сега и текстилни работници во таа насока. И велат едно иселувањето, ова статистика која што зборувам од Радо Наутро на Економист дека сме 8 во светот по иселување на младите од државата, што е навистина поразителна бројка, меѓутоа треба и државата да има одредена стратегија. Како да се направи таа стратегија? Што е клучно? Кои параметри треба да се земат во прашање, вие како професор што би рекле на ова, што треба да се направи, која стратегија за да имаме одредена начин како прво младите, а потоа ќе зборуваме и за другата за повозрасните кои што остануваат без работа, бидејќи тие се луѓе кои што се случува и мора да се најде начин како да работат и да придонесуваат за семејството. Навистина ние сме мајстори за да ги детектираме проблемите, зборам генерално во нашава земја, меѓутоа решенијата понекогаш не ги нудиме или многу често не ги нудиме и токму е тоа суштината на проблемот. Сите ние знаеме од таксистот кој што денеска ме носеше или ме возеше вчера до професорите, сите знаеме ова ни е проблем и она ни е проблем, но решенијата се клучни. Всушност ова што рековте за одливот на умови, каде што сме 8, ние сме и во некои статистики покажуваат и поинакви параметри, значи негде невработеноста например до 24 години кај младите лица е негде околу 45%. Да, тоа е друга веќе исто анализа на Економист. Друга е анализа, ви кажав овие бројки од 650.000 луѓе кои што повеќе или помалку сега тоа можеби никој со точна бројка не знае да каже, но тука некако имаме нели варијација. Меѓутоа тие податоци кои што ги прават и невладините организации
отприлика тука некаде се движат бројките, меѓутоа кои се решенијата? Прво, ние всушност се соочуваме сега со два предизвика овде. Првиот предизвик е како овие луѓе кои што останаа, колку сме толку сме, да се изразам, нели, со познатата максима и на поетот, да бидеме токму, да бидеме добри, да останеме овде. Тоа би значило да бидеме добри. Значи, да ни требаат мерки кои што ќе овозможат задржување на младите лица во државата. Тоа е првиот аспект на кој што треба да работиме за решавање. И вториот аспект е како оние кои што заминаа да ги привлечеме назад, да ги вратиме. Ова не е нешто кое што е невозможно да се вратат. Може би некој ќе каже тоа е огромен предизвик, професоре, меѓутоа, да, предизвик може да биде, но зависи како гледаме на работите. Ако може голем број на земји да ги враќаат, меѓу кои за мене тука на пример лидер е Израел, каде што има една друга политика на враќање на неговите луѓе внатре во земјата, значи ние треба да ги гледаме добрите пракси. И не е само таа земја, има уште многу други земји кои што работат на програми за враќање. Тука имаме и Грција, на пример, од европскиве земји, имаме и други земји низ светот. Меѓутоа, прво е суштествено според мене да се задржат младите во татковината. За тоа ќе треба сет мерки кои што се од економски карактер. Намалување на даноци, оддавање на одредени бенефиции, лесно отварање на бизниси, на мали бизниси, инкубатори поврзани и на државно, но и на друго ниво, со коморите, со бизнис секторот, со работодавачите да се работи, значи сет на мерки кои што ќе треба да се преземат за да ни останат младите прво овде. А потоа доаѓаат одредени повторно сет на мерки кои што видете, јас го разбирам феноменот дека преку парите луѓето се мотивираат и најчесто сите влади досега одат на таа политика да преку одредени финансиски стимулации со фискални ослободувања, фискални мерки и слично да ги стимулираат граѓаните, дали се помлади, постари или припостари на време кога се станува збор за работување на постари лица, да се дават некои даночни или други вид на финансиски бенефиции, да се актуализира ова прашање, да бидат и работодавачите заинтересирани да ги вработуваат или младите луѓе самите да бидат мотивирани да кажат овде имаме одлични услови во нашата земја, зошто да работиме, не знам, во Германија толку часа и со толку напор, кога можеме повеќе или помалку убаво достоинствено да живееме во Македонија. Но, сакам нешто особено да потенцирам овде. Не е проблемот и не е прашањето само економската база. Многу луѓе од Македонија точно се заминуваат заради економските причини. Подобри плати, постабилни работни места, сигурни работни места, известност во кариерата и така натаму. Тоа е едната страна на приказката на медаља која има две страни. Другата страна која што мене особено ме загрижува и која што не е од економска природа, тоа е тоа како младите, но и не само младите и повозрастните, целото општество се чувствува во однос на атмосферата која што владее во државата. А атмосферата во државата ја правиме сите ние заедно. Почнувајќи и од овој наш разговор, па се до тоа што слушаме од говорниците на парламентот, тоа што слушаме на улица, тоа што слушаме во нашите семејства, кога се собираме на некои семејни прослави, како се дискутира, каков пристап имаме кон нештата. Тоа е таа една духовна, душевна категорија, која што многу често ја потценуваме, а особено е битна. Зошто? Голем број на истражувања, лично и некои анкети јас кои што сум ги спровел, укажуваат на тоа дека младите, еве ќе зборувам повторно за младите, не си заминуваат само заради тоа што не се вработени во Македонија. Јас имам лично мои пријатели кои што се вработени и едниот и другиот, значи млади луѓе, но си одат од земјата и кога ги прашам зошто се заминувате, велат не ни се допаѓа атмосферата, не ни се допаѓа реториката на зборување, не ни се допаѓа тоа што нема владење на правото. Ако немате владење на правото, немате правда. Ако нема правда, или ако правдата многу доцни, се создава една акумулација на незадоволство која што создава еден внатрешен немир, еден трепет, односно нема мир кај индивидуата, кога нема мир кај индивидуата, нема мир ни во колективитетот, нема мир ни во општеството, луѓето се агресивни и едни со други создаваат една атмосфера која што е повеќе или помалку вознемирувачка. И тоа на луѓето им смета. Лично и мене ми смета. Јас сум го забележал тоа многу пати и кога нели
ме прашал некој ако морам да заменам, јас не размислувам да заменам од државата, од татковината, меѓутоа единствено ако ме праша некој што би поправил во тој дел, јас и тоа како би посветил внимание и на овие аспекти кои што се многу важни. Затоа што од една страна е економската база, многу битна, вработувањето, добрите плати, напредувањето, економската база, а од друга страна вие задоволството кое што го прават и малите нешта. Не е се во парите, не џабе рекол нашиот народ уште од давнина. Да, не е се во парите, понекогаш и самата, многу ми не би рекле, најноставно малограѓанштина некогаш не убива тоа што постојано слушаме на телевизија, за жал ние као телевизија ги пренесуваме работите, меѓутоа тоа реално се случува во општеството, не е само телевизија, убаво споменавте на слави, во продавница да појдеш во такси да влезеш и те зборуваат за едно исто, дека не е добро, дека нели тоа е стандардниот разговор. Меѓутоа ќе се навратаме сега на темата TEDx, ама не за само TEDx конкретно, туку за луѓето кои што работеле таму. Да речеме дека тука се средновечни луѓе, 50-на, 60-на луѓе кои што можеби цел живот работеле на едно работно место, губат работа. Што е со тие луѓе? Бидејќи младите, ајде да речеме дека цел живот е пред нив, нели? Имаат и време и да погрешат и повторно да се најдат. Меѓутоа ова се луѓе кои што имаат семејства и голема број на луѓето што губат работа кога се веќе во средна доба, кога имаат семејства, кога имаат и деца и фамилии за гледање и за хранење. Тоа е исто така еден сериозен проблем. Сериозен, може да биде сериозен предизвик. Сепак не е огромна бројка, меѓутоа такви по 150 на во минатото имало многу, па и по неколку илјади кои што нели се отпуштале кога се затвараа фабриките во 90-тите години и тогаш беше полоша ситуацијата, морам да ви кажам, од денес од аспект на правната заштита и од аспект на сет на мерки кои што можат да следат. Да, и тие луѓе што тогаш биле отпуштени се уште имаат проблеми, имаат извршители, имаат, знаеме, значи тоа се стечајците, така наречени, да, сите тие аспекти. Сега ако добро разбрав од медиумите во текот на вчерашниот ден, всушност за овие отпуштање ќе има сет на мерки од страна на самата компанија, односно ќе добијат испратни на во однос на... TEDx беше гигант. Има и други луѓе кои што работат, не знам, во продавница денеска работи. Да, тие ќе се соочат со слободниот пазар на труд. Овие во TEDx ќе добијат одредени надоместоци сега од самата компанија и надоместок од државата по основ на невработеност, иако што се веќе во возрастната граница на граѓани ќе користат одредени бенефиции до пензионирање, кои што постојат и потоа ќе чекаат пензијата. Верувам дека најголем дел од тие луѓе исполнуваат услови за старосна пензија, односно имаат повеќе од 15 години работен стаж, така што во тој дел оние кои што се пред пензија ќе со овие сет на мерки ќе треба веројатно некако да успеат да се снајдат. Дали ќе успеат, сега тоа е друго прашање. Знаете, тоа е еден голем стрес кој што во моментов они го доживуваат и го преживуваат, најголем дел веројатно од нив, имајќи ги во претходните искуства и сето ова и тоа како ќе повлие и на нивната перцепција во однос на трудот, во однос на работните односи, дел од нив може ќе бидат и разочарани, ќе кажат еве толку години работиме овде, сега доживеавме и ова да ни се случи. Меѓутоа, мој апел е како кон вработени да не се обесхрабруваат, да не се разочаруваат, да не гледаат се црно, тие кои што се сметаат дека се мотивирани, и јас ги поттикнувам во тој дел да се обратат, да побараат и на други места каде можат да тропнат на одредени врати за ново вработување и така натаму. Оние кои што имаат година и пол до пензионирање ќе користат одредени мерки и ќе си ја чекаат пензијата, така што морам работиме да ги гледаме малку позитивно, знаете, иако не ни изгледаат на прв поглед дека се позитивни, и токму тоа негодување кое што се случува е дел од креирањето на една негативна атмосфера која што е генерално во општеството и во однос на трудот. Во смисла на зборови не бива, во смисла на она не можам да најдам работно место, сите работодавачи се исти. Внимавајте, тука има и приказката на работодавачите. Работодавачите многу пати ми велат: професоре, знаете, сите работници повеќе или помалку се забушанти и велат препорачате некој работник лојален.
Велам добро, лојален работник, ама дали добро ќе го платите тој лојален работник? Знаете, тука е тежа и против тежа. Значи за да има некои луѓе во карактерно се лојални и тука тоа го носат као нивна внатрешност. Меѓутоа, најчесто луѓето за да бидат лојални треба да ги мотивирате со одредена не само пари, одредена средина, почит, уважување, земање во предвид. Да, не се само парите. Така да туку треба да има одредена друга сатисфакција работникот. Сите луѓе кои што заминуваате во фабрики во Тетекс и слично, значи во тој дел ќе мора да бараат тие кои што се средновечни или кои што не се пред пензионирање да се обратат да бараат нови работни места. Нема да биде лесно, нема да им биде лесно на луѓето. Иако имаме поместување на пазарот на трудот, тоа се сепак лица кои што се специализирани за одредена област. Тоа е конкретно за самата работа во текстилната фабрика. Сега, колку нив ќе може да се преквалификуваат, доквалификуваат за одредени други работни места, нели е веќе друго прашање. За крај би сакала еве да погледајќи моменталната состојба во државава, имајќи во предвид бројките кои што ги имаме и надевајќи се за подобрина, бидејќи на крајот на денот да не бидеме негативни, тоа мораме да го направиме, да се надеваме дека ќе имаме подобро утре за нас, за идните генерации. Што треба да резимираме, што треба да прави една држава во случајов како Македонија за да и да ги стимулира младите и возрастите, меѓутоа и да се искористи и потенцијалот на пазарот на труд. Според мене, што треба да направиме да се обединиме во визијата. Сите кои што сме во Македонија, вклучително во сите области од политичарите до хигиеничарите кои што работат значи и невработените. Ние како земја имаме огромен потенцијал. Не сме земја која што е пренаселена, напротив, веќе имаме недостаток на работна сила. И со добра организација можеме, и тоа како, да дојдеме до аспектот да сите бидеме вработени и да живееме еден нормален, достоинствен, убав живот, тука каде што сме родени во оваа земја. А да одиме надвор од земјата, можеби во еден друг аспект, како туристи, да шетаме и така натаму. Меѓутоа, овдека на вистина мислам дека со добра организација можеме да се околу 900 и кусур илјади луѓе сме кои што се работно способни. Така да сивата економија е прилично изразена, во тој дел треба да се алудира за незино намалување. Значи се движат бројките од 30% до некои најпесимистички од 40% и така натаму, зборувам за сивата економија. Така што еве за крај сите заедно како општество и работодавачи и синдикати, и невработени, и ние во фелава кои што сме во академијата, во професурата и така натаму, политичарите, сите треба заедно да работиме обединети со една визија, да ја споделуваме заедничката визија и да ги повеќе или помалку да се согласиме со целите кои што сакаме да ги постигнеме, да имаме таа основна платформа која што ќе не обединува и ќе не движи напред како општество. Ако тоа не го направиме и понатаму ќе се соочуваме и со негативна атмосфера и со немање стратегија како да ги задржиме младите, како да отвараме нови работни места, ќе талкаме и ќе лутаме. Јас верувам дека имаме сили за тоа. Верувам дека има луѓе во Македонија кои што се спремни да излезат од себе и од својата комфорт зона со цел да направат нешто повеќе за другите отколку за себе. Верувам во тоа се уште и мислам дека само малку ни треба поттикнување мотив да се врати насмевката кај луѓето, да се врати економската стабилност, да се врати достоинствениот живот во однос на вработувањето и повеќе или помалку да чекориме забрзано напред. Така е, еве оптимистички се. Да, на крај еве завршуваме оптимистички, со надеж како што кажавте, не мислиме еве да не сме тие кои што ќе зборуваат само негативно, туку ќе дадеме надеж. Ви благодарам професоре Јовевски што бевте и овој вторник со нас. Гледаме сега го следен вторник со нова тема која што ги обработува токму овие аспекти. Ете, ќе видиме која актуелно следна ќе опфатиме. Благодарам, задоволство е да разговарам на овие важни теми за нашите граѓани. Така и нас ни е задоволство и јас како водител, а претпоставаме вие како гледачи да ги слушаме, да ги разговараме и да ги отвараме овие теми, а како што кажавме за добра иднина, да ако размислуваме за добрата иднина, еве го прилогот кој што го најавувавме од рано наутро, го подготви колешката Александра Бела и се однесува на сите идни невести. Нашата екипа беше на ног на невестите,
идеите, а со овие материјали се вративме, па еве ви една убава идеја за иднината, односно ако планирате таква иднина, ова се некои идеи кои што ги имаме за вас.